Луѓе сме, грешиме. Секој греши, секој е човек. Но важно е да си ја признаеме грешката, затоа што на оној што признава, половина му се простува. Или понашки на оној кој признава, се му се простува. Ова најдобро го почувствуваа на своја кожа насилниците во собранието, кои се извинија и судот им определи условни казни. За еден сличен случај станува збори во следниот прилог. Драма у скопската населба Карпуш. Крадец усред бел ден упаднал у стан да ограбува. За среќа, еден многу способен цајкан го фана на лице место. Акцијата, значи, у секој момент очекуваме да заврши. Тегите! Тегите! Те фатив на лице место како крадеш овој, нали? И сега, што да ти правам? Извини, друже полицаец. Се каеш за ова што го направи? Се каам. Сигурно? Најсигурно, друже полицаец. Кажи Жими мајка. Жими мајка се каам. Жими мајка, друже полицаец. Еве ти ово ако така. И ако те видам уште еднаш у наредни 6 месеца ова да ти се повтори, ти има да, знаеш како има да ти се деси? Свашто има да се деси. Нема да ме Ајде бегај видиш. сега да не те видам. Ајде бериш од тука. Абе, изгледа ќе врне, ја пешки сум дојден. Да не Извини, имаш... еве ти 100 денара за такси да земеш и ајде бегај да не те видам, да не се повтори со ова. автобус ќе си идам. Каков автобус, тука имаш злато, имаш пари, некој може да оплячка. Ајде бриши тамо. Со такси да одиш, ајде да не се повтори ова, молим те. Човека, бе, за шо го пушти? На шо личи овоа? Правна држава ли овоа? Кажи ми, шо ќе се случише ако те видеше прибе? Госпоđo, вие видовте дека човекот веома жали за тоа што го направил. Човекот има лепи манири, се извини, човекот се кае. Тоа се е уред, ама шо ќе биде ако сите прават исто? Госпоđo, па дај Боже, мислам, луѓето да може да се извинат, да се покајат. Да има такви доблесни луѓе, па Македонија ке цвета, тоа има да биде врв во Европа овој, нали, мислам. Знаеш дека си управ? Па сигурно Така дека си. сум го права, мислам. Студио, така е?